до сега се покажува дека законот кој што имаше за цел да ги обесхрабри високите функционери да го користат методот на закана и заплашување на медиумите преку тужби за клевета и навреда не ја исполнува целта, односно повторно преку тужбите новинарите и медиумите се заплашувани и се под ужасен притисок да престанат да работат, односно да си наметнат цензура и само цензура, само за да ги избегнат високите казни. И самиот процес на судење, дури и во случај да ви е загарантирано дека нема да бидете осудени, самиот процес на судење е исцрпувачки и за новинарите и за собствениците на медиумите, така што апсолутно и еве сегашното рочиште покажува дека во пракса поимањето на високите функционери и на судот за жал е дека медиумите и новинарите треба да бидат казнувани. Затоа имаме ситуација во која тужител може да поднесе тужба без при тоа да наведе ни матичен број, ни адреса, само судијата го знае. Ние имаме тужба од непознат човек. Да речеме, сега тоа беше една од работите што беа кажани. Така што судската пракса за сега навистина не ни дава надеж дека работите ќе тргнат на подобро. Беше поставен предлог од полномошникот на тужителот дека со восудско решавање на спорот, кој согласно Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда подразбира и извинување за стореното, сметам дека за такво нешто постои и волја кај собствениците на медиумот во која е објавена веста, но по дополнителни консултации ќе се произнесеме по предлогот. Надеждото подготвително рочиште од наша страна согласно законот е понудено во судски ако може да се реши проблемот. Доколку добиеме соодветен одговор од другата страна, ќе размислиме во кој правец ќе продолжиме постапката и према кого ќе продолжиме постапката.